По ланското безуспешно обележување на пешачките премини во Кумановско годинава повторно ќе се означува хоризонталната сигнализација. Надлежните од предпријатието задолжено за обележување, јавното предпријатие Водовод, објаснуваа дека проблемот со квалитетот на бојата поради која означените пешачки премини за кратко избледоа е надминат и на тендер изберена е нова фирма добавувач. По отприлике 3 месеци од обележување приметивме дека доаѓа до многу брзо губење на обележаните површини. Реагиравме кај добавувачот на материјалите, кој добавувач на материјали побаравме да се направи хемиска анализа на параметрите на бојата која што ни е дадена за обележување. По месец дена добивме од соодветна лабораторија податок дека бојата која што ни се дава не ги задоволува потреби за нормално обележување на хоризонтални површини. Побаравме од изведувачот, односно фирма, по формирање на собрание, веќе е завршена тендерска документација, добиена е нова фирма Вулеком која што ќе ни достави бои, лакови и останати репроматеријали за хоризонтално обележување, веќе е направена нарачка за околу тон материјали, чекаме да се нормализираат временски услови и што се однесува до нас уште од утре, доколку временски услови го дозволуваат тоа. Необележаните пешачки премини представуваат опасност по безбедноста на пешаците, а непоставените табли кои што токму тоа треба да го покажуваат дополнително ќе го отежнуваат нивното движење. Поставувањето на хоризонтална сигнализација ќе започне од централното градско подрачје и ќе се движи кон периферните делови на градот. Први ќе се започне околу сите училишта, градинки и институции што ги имаме во град, од општина, УЈП, сите оние места каде што граѓаните имаат потреба секојдневна да имаат да извршуваат некоја потреба, за да таму пред се бидат обележени пешачки премини за нивна сигурност и за сигурност и на самите шофери. Тука не само пешачки премини, него и оние полни линии и испрекинати линии ќе бидат обележени. Ќе се работи интензивно, додаде Стојановски, додека не се потрошат сите средства во вредност од 2,5 милиони денари предвидени за обележување на хоризонтални површини.